И повторно следна наша гостинка е исто. Имаме дама во студиото, ќе ја поздравам Елена Петреска и ќе зборуваме за бебе готвач, инспирација за секој родител во кујната. Можна интересна идеја, можна убава идеја. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, добро ве најдов. Прекрасно изгледаш. Благодарам. И ќе зборуваме за нешто многу убаво, но дали ќе може јас да почестам то некое кафенце за добре дојде или? Мислам добро. Во ред. Како сакате. Оле, како што најавив, ова ќе биде инспирација баш за секој родител, темата на разговорот. Повелете. Верувам дека кога веќе се има ваква книга, а постои веќе на пазарот по долги години, може бидеме инспирација и за некои родители да работат повеќе на случајот и да има многу бебиња. Кога веќе го имаме олеснувањето околу готвењето и подготвување на намирници и оброци за најмилите. Елена, колку години постои бебе готвач и колку години е ова олеснување за младите мајки? Бебе готвач наредната година ќе има јубилеј од 10 години од кога ја издадовме, од кога го првото издание, да. Во септември спремаме трето, нов тираж, бидејќи и после 10 години родителите го препознаваат како вистински прирачник за помош во секојдневието. А инаку целата оваа приказна трае повеќе од 12 години, колку што се нашите големи деца, да, на мене и на Ирина, бидејќи ние сме заедно двете другарки старосватици и коавторки на бебе готвач. И создавачи на овој бизнис. Да. Многу ми е драго и јас моите деца ги пораснав со рецепти од оваа книга и мислам дека е навистина нешто добре дојдено и добар поттик, затоа што важно ли е како ќе се почне од најпрвите месеци на воведување на намирници, како понатака ќе се изградува таа личност во поглед на здрава храна. Па како и во целото воспитување на децата, додека се мали е многу полесно да се наметнат и стекнат некои здрави навики. Затоа е добро да започнеме со здрава исхрана додека се уште се мали, да ги научат придобивките преку интересни чини, зготвени. Ние сме украсувале, сме правели интересни смутиња во различни бои, нели, за да биде тоа све привлечно за децата. Не дека ако каснат некоја грицка или се напијат некој сок, дека тоа е крај на светот, меѓутоа добро е дома тие работи да ги немаме, кога ги немаме нема ни да ги бараат и да ги научат децата природните вкусови на храната. Така, од најмали нозе. А зачините дали се вметнати во рецепти? Зачините дали се привлечни за децата? Да, дури е препорачливо мајките кога дојат да јадат разновидна храна, иако има од оние некои препораки да се избегнуваат одредени намирници затоа што предизвикуваат грчеви кај бебето, меѓутоа бебето секако ќе има грчеви, затоа што плаче, голтнува воздух и тоа е еден зачаран круг, да не се лишува мајката од разновидна храна. Например, бебињата го осеќаат дури во мечиното млеко вкусот на лукот, на ванила, на цимет. Значи, дури со доењето ги учат вкусовите. Инаку, да, во оваа книга има и табели за дохрана. Пред секој месец пишува кои намирници според тука нашите препораки и според светските здравствени организации, кога е најдобро да се започне со некои намирници. И ги имаме вметнато нормално и сите зачини. И бебињата ги сакаат. Цимет, ванила, нане. Сите ова е во корелација со доктори, нутриционисти. И вие многу учевте низ ова. Вие не сте докторки со Ирина, така? Не, Ирина маркетинг, јас новинар. Меѓутоа ете недостатокот на информации не натера да истражуваме. И ова све не беше идејата, ние сега ќе седнеме, ќе напишеме книга и таа ќе се продава, него сосема случајно искочи изданието на бебе готвач без некакви идеи и притисоци. Меѓутоа, да, главниот поттик беше недостатокот на информации. Инаку книгата има рецензии од доктор Митов.
Александар Митов и Надица Илиевска, нутриционист. Доктор Митов е нели доктор за исхрана, еден од, мислам дека единствен во Македонија со таква титула. Така да добро поддржана. Иако е прирачник, иако има совети, 350 рецепти, има и поддршка од стручни лица. Тоа е буквално за секој ден различно јадење да му се подготвува. Дали ова само за бебиња или за поголеми дечиња? Па, замислата беше за бебиња, бидејќи најголемиот недостаток на идеи кај мајките е баш во тој период, затоа што може тука да ставиме дека и бебињата одбиваат да јадат, нели се разболуваат настинки, вируси, вадат запчиња, имаат скокови во развој и сето тоа им прави одбивност кон храната и сега кога децата не јадат заради одредена причина и уште ние немаме идеи, мислам дека тука се фрустриравме најмногу како родители, затоа тука има 350 рецепти и уште толку совети за да можат мајките да се инспирираат. Посебно кај младите мајки што прв пат стануваат, нели, родител и немаат идеи. Полесно е некако со вторите деца. Да, не дека ние не знаеме, него баш тоа недостатокот на идеја. Така е. И ете некои насоки за да... И денес, колку пати ќе видиме нешто од интернет, па ќе го направиме тоа во кујната. Да. Добиваме идеја. Неодамна, причината и поради која што се тука е изданието кое што го направивте и на албански јазик, имаше своја промоција. Да, на 14 јули имавме промоција на албанската верзија на Бебе Готвач. Преведено името на македонски значи Моја прва лажичка. Книгата е целосно иста во смисла на текстови, статии, рецепти, единствено изменета корицата, направена е за тој пазар, според потребите на тој пазар. И да, после 2 години преговори, разговори, успеавме Бебе Готвач да го преведеме на албански јазик. Сега е достапен Косово, Албанија, физички да се купи во продавница, во книжара, меѓутоа и онлайн е достапен низ целиот свет, исто како и Бебе Готвач. Така. Што им е најомилено според досегашните искуства на најмалите? Од храната? Па најмногу ги сакаат оние ладни десерти летно време, смутиња, нели сезонско овошје, некои такви идеи кои се вметнати во книгата за да им привлечат први на окото да го привлече детето, а после тоа и со вкусот, најмногу тие некои сладоледи, десерти, иако според она што го постираме на социјалните медиуми, не децата, меѓутоа мајките најмногу ги сакаат рецептите кај што има нешто потрадиционално, а направено да биде во поздрава варијанта, како ние сме нација која сака месени работи, нели, тесто, лепче, тестенини, пити, и ние тука имаме направено поздрави варијанти на сите тие вкусови веројатно кои... Веројатно со палента нешто, така? Да, со палента, со мелени семчиња, како што се просо киноа, да. Тие кога ќе ги сомелете станува брашно. Тие се одлични за возрастните да се несат, имаат премногу и железо и се. Тие рецепти ни се, мислам дека едни од најгледаните кои ќе ги постираме на социјалните мрежи. Инаку во Бебе Готвачот имаме ставени се рецепти на скоро сите македонски традиционални јадења, меѓутоа приготвени на еден поздрав начин од тоа како сме ние навикнати. Да прашам, дали треба некои специјални намирници или тоа што го имаме во фрижидерот најчесто? Тоа што го имаме во фрижидерот и најубаво е да се употребуваат сезонските овошки и зеленчуци, да се приготвуваат. Тоа што ни диктира пазарот. Баш така. Секогаш кога ќе прашаат мајките со што да почнеме, со тоа што е автохтоно и препознатливо за Македонија. Кај нас првата намирница која даваме на бебињата е јаболче. Таа јаболка. Така е. А не авокадо или некое тропско овошје? Тоа се убави да ги имаме како комбинации, да, меѓутоа не се присудни дека мора сега ние децата да ги храниме со киноа и со амарант и со папаја. Омилено на моето момче беше праска со банана, омилена кашичка. Ете и моите деца, особено до 2 години, ќерка ми израсна на компир и банана. Така. Да, омилени. И ориз како нели она солена намирница во кашичките. Да, убаво е децата да ги пробаат сите вкусови и после исто како и нас возрастните, они ќе развиваат некои своји вкусови
што сакаат, што не сакаат и како се менува возраста, така ќе бидат и попребирливи и Јас мислам дека веќе се раѓаат со карактер децата и точно знаат што сакаат. да, овие нови генерации, да. Што е пораката за крај што ја праќаме за сите читатели на Бебе Готвач? Иако здравата исхрана е многу важна, многу е поважно кога ќе седнеме сите заедно на трпеза и имаме барем еден оброк во денот заеднички, ако не преку неделата, барем викендите, затоа што децата така учат. Не е само нели што зборуваме, него да видат и како тоа се како изгледа. Одлични совети, сите набавете си го ова четиво задолжително и ќе уживате и во кујната и во подготовките. Благодарам, Елена. Ви благодарам на вас. Прекрасно, Елена кажа дека е новинар, работиме по професијата или сосем нешто друго во друг правец? Сега не, меѓутоа имав и тука на Алфа една емисија, идеше патоказ за убавините на Македонија. Колку убаво, па зошто да не ни дојдеш повторно? Истото го мислев дека разговаравме, меѓутоа мислев зад камерите. Така. Благодарам, Елена, но прекрасно сте добиле идеја и инспирација и за сите родители, за да им го олесните што се однесува нели патот кон хранењето на бебињата, затоа што навистина никогаш се подзамислуваме и ние како мајки, а што сега следниот ден да дадеме. Вака си имаме приречник и многу е полесно.